интересен панел во кој што уживавме во инспиративните приказни, не насмеа, не забавуваа, следува нешто многу интересно. Совети за сите дами кои што имаат несекојдневна можност да дознаат од прва рака што значат најновите, најиновативните и најнеинвазивните техники кога станува збор за сопирање на процесот на старење. Не ви треба тоа? Вечно млади и убави, Весна Петрушевска и ботокс, се што е потребно да се сопре, да се одржи убавиот изглед и тоа од несекојдневно лице, господин кој што 40 години живее и работи во Хрватска, собственик, односно основач на првата приватна клиника, ако не се лажам, во Хрватска, која што се занимава со оваа област и ќе ни биде чест и задоволство, само малку да се смириме, овде во залата да уживаме во вашата презентација. Вие дојдете, повелете, припремете се, а после јас ќе земам сега во своји раце. И големо ми е задоволство што сум денеска со вас. Да сакам да се на почетокот извинам што не зборувам баш добро македонски, али се надевам дека ќе ме вие разберете. Исто така се заблагодарувам на организаторите што ви возможува да денеска поразговараме од најчестите хируршки и нехируршки зафати во естетската хирургија. Убавината не може да се дефинира као математичка формула, меѓутоа, она секој пат е препознатлива и за човечкото око прифатлива. Во египетската ера, жената е била витка со доста изразени и јасни црти на лицето. Во викторијанскиот период, жената е имала другачи атрибути, кои во тоа време се биле препознатливи како треба да изгледа жената. Во англосаксонско период и за време на Луи во Франција, убавината е другачие класифицирана. Првите студии кои зборуваат за човечкото тело уште се од Леонардо да Винчи, кој покушал да најде симетрии на цртите на човечкото лице и на човечкото тело. До пред 10-15 години беше некој стандард да 1/3 иде на челото, 1/3 од челото до носот и 1/3 на испод носот до брадата. Меѓутоа, тај стандард е напуштен и таа формула више не важи, но меѓутоа, ако гледаме во другата слика, ќе видиме дека како се тоа лице менува во човечкиот живот. Тие студии за анатомијата се исто напуштени, ова е нешто идеализирано, меѓутоа нема гени два измеѓу мушкарца и жена кои можат да направат овако симетрично тело. Но, современата жена денеска, она е еманципирана, независна и постала економски неовисна. Меѓутоа, од неа се и понатаму тражи да е добра домакинка, да е добра жена и да е успешна на работата. И тие работи произлегуваат и некои последици кои чине времето. На таа успешна жена, на таа современа жена, доваѓа паралелно и развој на естетската хирургија. Дакле, кога сакам да кажам доваѓа период и на естетската хирургија, што значи да ние не сакаме да луѓето бидат савршени. Наш цел е да пружиме услуги и да луѓето постанат среќни. Најголем промен е тај дисморфија на личноста, кога пациент не е задоволен со себе, односно човек не е задоволен со себе. Што год да има или што год да му се даде или што год да се направи, он и понатаму ќе остане незадоволен. Ако се враќаме на некои симетрии на телото, гледаме овој дечко кој е врло симпатичен и драг, али има одстојност на ушите. Ние не може да кажеме дека он не е симетрично граден, али таа асиметрија на ушите на него му смета. Ова друга постара жена, она е среќна и поред своите
godini koji ima. Drugата pa koja je mnogo pomlada, ona ne može da bude sretna radi ovije brčki koji ima na lice to. Isto tako ovaj muškarec koji ima kao ženski gradi ili ove dve ženi koji ima ovakav izraženi gradi. Isto tako, estetska kirurgija pomaga i tamo kad ženite koji se odstraniti jedna ta dojka ili dve te dojke, kaj nekoj koji je doživjelo pekotini, kaj dete koje se rodi s osrastiti prsti ili kaj dete koji ima taj nevus izražen na čelo, to koji je od 30% može da premine po nekoj druga sostojba nepoželjna. Podmladuvanje je nešto slično kao i ova piramida na ishrana. Vodolni odel spadja kao prevencija sonceto, da li sonceto se previše izložujemo ili ne, klimata v kojoj živejeme, pušenje to, načinot na ishrana, to je tako ponatamo. Posle dođa peeling, pa dođa tija dermalni fileri i botoks, pa dođa dermoabrazija i gore se na vrhu samo se kirurški to zahvata. Pa zborome za podmladuvanje najčesto koristime filer i botoks. Filer je, zato se zove filer, jer se filcovanje filer i to se najčesto koristi hialuronska kiselina, koja ponatomu kistanova poviše zbor, a botoks je jedna substanca koja se dobiva od jedna bakterija i taj toksin koji se nalazi od toja bakterija, taj se vika egzotoksin i njegovo to dejstvo je iskoristeno da gi briši brčkite. Ako gledame ovaj slajd kada se vidi delovanje to na hialuronska kiselina, pred i nekoliko jedan period posle davanja to, isto tako na lice to jedna strana sa tretman, a drugata na koji ne je izvršen tretman. Ovaj kao muškarac koji ima dlaboki brčki gore na čelo to, na ta glabularna regija, koji se ispolniti so hialuronska kiselina. Dojkite se simbol na ženstvenosti i na majčinstvo to i ženi so nedovoljno razvijeni dojki ili so nejednaki dojki ili so pregolemi dojki, trpat zborati izražuvanje to na svoj ženski identitet. Deneska zboruvаме за обликување на дојките, што значи да или ги зголемуваме, или ги подигнуваме, или ги смалуваме. Кога реков дека дојките се символ на женственост и на мајчинството, тоа значи да као функција градите имат многу ограничена функција, тоа е само период на доење. Сите органи ние ги користиме цел живот, али жената градите ги користи само за период додека дое као функционален орган. Меѓутоа, во животот на жената дојките имат врло изражена улога. Чак постои во грчката митологија еден мит да една жена осудена и закопана до половина, а горе требало да и се фрла камење на неа. Меѓутоа, она имала толку убаво попрасе и атењани уместо камење ваделе своите прстења и го фрлале испред неа. Денеска дојките ги зголемуваме со имплантати. Имплантатите се од силикон. Силикон пак се добие дословце од песок. Тој песок се грее неколку сати на 1700 степени, во еден момент се додават хајони и добиваме субстанца која викаме силиконски гел. Тај силиконски гел се наоѓа во една овојница која е од полиуретан. Денеска од полиуретан и од силикон се направени заменските крвни жили, залеците срцето кои се стават на пейсмейкерите и не можеме да зборуваме дека силиконот не е штетен ако е во срцето, а е штетен ако е испод дојката. Сакам да нагласам дека престанува разговор тоа дали е силиконот штетен или не за човечкото тело. Тие имплантати може да се стават испод дојката као орган, испод градата или испод градата и градниот мускул. Каде? Тоа одредува естетскиот хирург во договор со пациентката. Приступот да би могли да ставиме тие имплантати најчесто е во долната природна бразда на дојката, на второ место доаѓа околу брадавицата,
a okolo bradavicata dovolja samo ka ženi koji se rađale, a ova gore ispod miškata više se ne koristi. Ta regija ne je nikoj pat sterilna i često može da nese infekt umjesto to kada se implantata. Postoje dva osnovni oblikci na implantati, jedan je okrugle, a drugi je anatomski ili suzasti oblik. Između njih, kad gledamo onaj gornji odel je okrugli implantati, postoji nizok, srednja i visok implantat. Dakle, ovi anatomski isto tako postoje nekoliko oblici, nekoliko vrsti i to se prilagodilo ili se izabere prema to kako izgleda to žensko telo, da se ne menja njegova ta forma, ali da se samo zgolemi volumenom. Ova prva ta žena gore je staven anatomski implantat, ona je imala relativno mali dojki, ne je sakala da ima previše, ali ako gledate tamo posle operacije, to izgleda, bar za mene se čini, a i za ta žena jako prirodno i ona jako zadovoljna i sretna sa tije implantate. Ova druga ta se stavini okrugli implantati zato što i nezinite gradi pred operacijata imale se takva forma. Ova pak se implantati okrugli koji se stavljeni ispod gradni od muskul. Koga se implantati se stavljati ispod gradni od muskul, a se okrugli, on izgleda kao da se tija anatomski, kao da se suzasti. Ova se isto okrugli implantati, zapravo ovo se anatomski implantati koji se stavljeni ispod gradni od muskul. Dakle, odigne se gradni od muskul i tamo se stavi implantat. To je implantat dugoročno gledalo ima najdobra funkcija, ali sve pak zavisi od toga kako se gradite izgledali pred operacijata, a ovdje vidimo da je postojala i asimetrija, da je desnata dojka bila pomala i da bi se izznačili na desnata strana stavljene pogolemi implantat. Ovo je isto jedan primjer na anatomski implantat su nešto pogolema golemina i sakam da napomenem deka posle operacijata se nosi ovakav grudnjak 6 nedelji. Ovo je podignuvanje koga se rabuti ta incizija ili taj rez okolo bradavicata. To se napravi tako da ne izgleda kasno da je nešto se dogodilo, a taj širok areol na bradavicata u isto vrijeme se ismalova. Ova isto koje su podignuti i izgolemili dojkite. Liposukcijata je hiruška metoda su koja se odstranova masното tkivo na mestota na koje ne je возможно da se postigne na bilo koji drug način. So liposukcijata go skulpturirame telото, gi vraćame obrinite kakvi са bili ili kakvi sakame da gi imame. Međutim, liposukcijata ne je metoda za smaluvanje na telesната težina. Ova se sondi su koji se rabuti liposukcija. Liposukcijata se izvedu ovo opšta anestezija, nakon liposukcijata se nosi jedan dres 6 do 8 nedeli i tukaj možemo da vidimo sliki pred i posle liposukcijata, čak ova desno dole je jedna manekenka od Germanije. Kaj muškarcite isto tako se rabuti, to je jedna od najčestijih estetskih postupci kaj muškarcite liposukcija na stomaut ili nagradite, ili zajedno na stomaut i nagradite i često se radi liposukcija na podbrdo. Ovo je jedna pacijentka kod koje sam rabotio liposukcija i koja je sama ispratila ova slika na koja se jednostavno vidi njezino to zadovoljstvo posle liposukcijata. Lipofilling je postupak su koji se nadomestува izgubljeno tkivo, najčešće na licetu ili na nekoj del na telotu, kao što je na desnata strana od injekciji za inzulin. To je postupak pri koji se najprvo izvadi, to je nova metoda, sakam da naglasim, se primjenjuje 3 do 4 godine, intenzivno 2 godine. Masното tkivo koje se odstrani, se isfiltrira, od njega se odstrani vodata, a samo kao masno tkivo posle centrifugiranja se stavlja u sloj kada što sakame da izvršimo zgolemuvanje. Najčesto se primjenjuje za zgolemuvanje nagraditi i to ako ga gradite ne se mnogo mali, ali ne se ni pregolemi.
nego samo malku da se potencira. I navistina sa dobre rezultate. Zato što gradite kaj ženata se sostavljeni od žlezdano tkivo i masno tkivo. I jedino vo životinski od svet samo ženata kao ženka ima masno tkivo vo dojkite. Kaj drugite životni nema to masno tkivo nego samo žlezdano tkivo. I to masno tkivo go čine volumen na dojkata. Ako stavime masno tkivo vo dojkata, to još uzgolemome i samite dojke. Međutim, treba se naglasiti, koga su u pitanju zgolemovanja na dojkite su masnito tkivo, deka možda ki se treba da se ponovi 1 pat do 2 pata. Najdobriji rezultati se pokažali koga se to masno tkivo iskoristi i se stavi vo zadnicata. To je jedan postupak koji je vrlo dosta intenzivno, dosta često se primjenува unazad nekoliko godina. Osim to, vidite, može da se stavi na racijaka, atrofija na dlanoveta. Blefaroplastika je postupak sa koji se vraća sjaj na očite, ali se ne menja oblik od na očite. Počnova negdje su 35 godini i to najprvo na dolnite, a poslije i na gornite kapci. Ono što je tamo na desnate kao zeleno, to se tija i masni jastočinja koji možda se pojavati, koji stvara taj umoren izgled očite. Se raboti vo lokalna anestezija i ne ostanova se vo bolnica nakon na klinikata posle takva operacija, a ova gore je pokaženo kako se odstranova toj višok na kožete. Pa sada će pogledamo malo slike i vidite kaj ovaj gospodin koji skoro mu se zatvara očite i koji izgleda namršteno, a posle operacijata izgleda sasvim ima otvoreni očima. Ova isto jedna žena koja imala i ksantelaz, žuti pegi koji se javati ispod očite, pa se ostrani njim. Kad ova mlada dama, samo na dolnite kapci su mravoteli operacija na očnite kapci, zato što je imala akumulacija na tija masni jastučinja. Rinoplastika spada među najčestite operaciji kaj muškarcite. So, rinoplastikata vraćamo izgledot na muškaraca, to oblikot, onaka kako bi trebalo da izgleda. Pritom mora da se pazi da taj nos ne izgleda premale, pa da liči kao kljun od ptica. Nego ta nos koji ga zimamo kao forma treba da se ukomponira u liceto kao sadržaj. Ako se to postigne, onda se postignalo i zadovoljstvo. Pa evo vidite, to je jedan onako karakterističan primjer, jedna ta mlada dama koja je sama sebi doživljava drugačije i mnogo pobovo izgleda nego onakav nos kakav imala porana. Ova isto se to primetuva i to je ta cel na estetskite postupci da ja ponekoj put kažem da je operacija uspjela ako ona neprimetna. Dakle, na ova slika vidime da nema što da zamerite na njeното lice. Ne možete da kažete da je tu nešto napravljeno, da je postigna ta asimetrija na celo to lice. Isto kao je ova osoba, ne može da kažemo da je taj nos ovakav priroden, ali ako gledamo na desnata strana, dakle, kako se parametrite na lice, to se izrazimo na nosu. Facelifting je simbolna estetska hirurgija i često do 40. godine imame lice kako smo go nasledile, a posle 40 godini kako smo go zaslužili. Dakle, godinite čina to da su godinite smaluvanje na kolagenu, deluvanje na zemljenata teža, sve se spušta dole, pa je kožata na lice. Cilj je da se kožata podigne, da se lice, to spada, to je simbol faceliftinga, simbol estetska hirurgija i su takva operacija go podmladuvame lice to. Pa, ova prva ta žena gore je, osim što je podignuto, ono što se i deneska raboti, a ovo je među prvite bila koji sam rabotio dosta davno, da se stavi masno tkivo vo jabučnata regija. To često, koga padne lice to dole, nestane i ovdje to tkivo.
To tkivo možemo da ga vratimo ili so transferno masno tkivo da stavimo, ili da stavimo tamo filer, odnosno hialuronsku kiselinu. Ona desno gore, ta gospođa je došla od Australija, kaj nas da se napravi taj facelifting i posle 1 ili 2 godine ko dojde, ona se pokaže kaj nas. Kao tretata je napravljena i plastika na podbrdo kod facelifting, a na ova dole desno kad je napravljeno kompletan facelifting na celo to lice i na čelo to. Dakle, to je kompletan facelifting. Ušite ili otoplastika je, ta ostojnost na ušite je najčesta kongenitalna anomalija kod decata i to treba da se razreši dodeka decata krenova do školu, dodeka se predsocijalizacija, zato što decata se dosta zamerljivi, ako neko izgleda drugačije, pogotovo za ušiti, često oni takvi deca trpati kompleksa. Ali ne samo kaj deca, nego i kaj odrasli ljudi koji ne se napravili, oni žive sa taj kompleks do trenutka dodeka go ne razrešuva. I ta operacija, osim što se vidi kao mali dečko, to njegovo zadovoljstvo svega, ali ko gledate ova dama, to menja i dosta izraz na lice to. Najstar pacijent koji sam imao so operacija na ušite, 66 godini, veli auti do svega u penzija i se ja moram da si nešto stavim. Vidite na drugata strana da ta korekcija dosta menula izgledu na lice to. Abdomenalna plastika ili plastika na stomak je dosta česta operacija i se raboti kaj ženi koji sa rađale ili kaj ženi i muškarci koji se skinule dosta kila pa se posle toga pojavilo da visi košata. Ali osim toga, kaj ženi koji se rađale se raširува tija stomačните muskuli pa stalno ženata ima osjećaj da i bega trbuhot naprijed. Rješenje je ta operacija koja se vika abdomenalna plastika, koja se odigne kožata gore do ispod rebrata, sošijat se tija muskuli ispod i višekotna kožata se odstrani, a se napravi nov upak. Pa ako gledamo ono što je crveno nacrtano, ta je cijela koža izvadena, onaj gornji odel je spušten dole i ponovo je vraten taj muskulni del da izgleda ta prirodna. U isto vrijeme se digne i stidnata regija gore, zato što je ima previšak na kožu koja je radila, ta stidna regija je padala dosta dole. Ovo vidite jedan drug primjer koji je nakon 5-6 godina od operacije, ali ako gledate onaj gore stolno kako izgledali, ovaj dole, nakon 5-6 godina je puno prihvatljiviji. Često pati koga se nastane ovakva jedna situacija, ženiti si naprava tatu na tom mjestu i to se posle ušte pomogu vidi. Labioplastika je jedna od estetske operacije na spolnite organi koja je na mala vrata glegnula u estetska ta hirurgija i zato sam je uvrstila neku čestitu operaciju u estetska ta hirurgija i ženi koji ima taka preizraženi mali usmini, oni trpati svoj higijenski raboti, zbog koji svoj intimen život i zbog nosenja na svoje garderobe. Cilj je na to da se lokalna anestezija odstrani del na malite usmini i da se posle sašije, to se naši slučajevi i da to izgleda sasvim prirodno. Pa ponovo se vraćam, specijalna estetska kirurgija, da se vrati prirodan izgled na organ koja je tretiran. Osim ovdje što je napomena, kao drugi zahvati se lifting na čeloto, podignuvanje i smaluvanje na gradite, brahioplastika ili ostranuvanje na višekotna kožata na nadlatticite, koga postoji znojenje izraženo na aksilite, na pazuhite, isto tako ima jedan postupak, aspiracija na tija žlezdi koji predizvikovat pojačano znojenje, lifting na nozite i lifting na vrata. Ova je moja klinika u kojoj rabotam, zajedno su mojete... Molim ovo da gotovo. Što je dina? Hvala? Него преферим на втората, само да се фигна да кажа. Дали може да слушам аплауз за доктор Боjan?
тоа е еден од органите кои што кажат стари, за жал, метод кој ги нема масно сиво. Постои ли начин вратот, бидејќи обслужувате, значи има за се буквално што е со вратот? Исто лифтинг на вратот. Значи постои. Постои. Што на пример кожата би ја направила да не изгледа Овде се не може, него овде се работи инцизија рез, а се целата кожа на вратот. Така се затегне, али мора и дел на лицето да се вака увод. А да прашам нешто, ако може, на колко време се менјаваат имплантантите во градот? Овие нова генерација на имплантатите кажува дека се доживотно. Јас не можам да јас давам гаранција, тоа е гаранција на производителот на имплантатите. Ова сега се четврта генерација, од како јас знам, први имплантати сум поставил 82 година и до денеска е четврта генерација на имплантати. За овие имплантати сега што ги добиваме, пише доживотно. Што значи тоа доживотно? Многу ми е тешко да кажам. Али од оние 82 година што сум ги ставил, тек некој доаѓа да ги менја. Значи на колку години? На колку години се менува? Најчесто ги менуват да стават поголеми. Аха, али значи... Иначе на втор живот. Докторе, да, ајде. Зашто при липосукцијата некој пат има и смртни случаи? Не ме разбрав? При липосукцијата се случува да пациентот почине. Каде е Гледате, во хирургијата или во медицината, да бидам груб, се умирало и умирало се. Меѓутоа, дали е затоа крив лекарот или не, тоа е одговор на вашето питање. Сакам да кажам дека ако се операција изведува од страна на квалифициран пластични хирург со долгогодишно искуство во услови кои задоволуваат светски стандарди и со персонал кој има искуство во негувањето на таквите пациенти, тогаш компликации нема, дословце нема или се минимални. Ако се работи во услови кои не задоволуваат критерии, ако се работи од страна на неквалифицирани хирург без доволно искуство, таму има компликации. Друга ствар, дали ќе влегуваме во поле на ризик каде не чека компликација? Ако пред операција учиниме све да видиме какво е човечкото здравје кој се тоа особа која се одлучила за липосукција. Ако после удадеме тај хепарин микромолекуларен кој спречува тромбоза и сме предземале све да не дојде до компликација, онда таа компликација не постои или е врло мало, постоток е врло мало. Али во овие други случаи могуќе да чак не смеат случаи. Па има и намеки случаи директно на стол. Затоа им малку се унежали од ваше овако. На среќа, моја голема, највише и на среќа на моите, не сум имал ни минимална компликација кај липосукција, а од 92 година водам приватна клиника за естетска. Тук сам извакал и ваше искуство. Баш ми ме зачуди да тако нешто, таков зафат, Да, тоа се случува. возможно е. Така, повели, Лети. Дали докторот може вака сега сам на отворена сцена да ни каже како се движат цените за ботокс, филери и имплантанти на градите и така? Да, зашто не, тоа не е никаква тајна, тоа е јавна тајна. Али сакам да кажам дека цените си договорните, дакле, тоа сме ние на пазарот, имаме понуда и прифаќање или не прифаќање или договарање на цените. Зависи од каков материјал се користи или... Не. Ботокс е ботокс. После, мене жал што ово другото предавање го нема. Дакле, ботокс се добива од една бактерија која се вика ботулинум токсин. Она излучува тај екзотоксин кој се успел да се од тоа направи медикамент, односно лек. Тој лек се растворува со вода, посебна физиолошка раствор, и се дава најчесто на челото, околу очите, брло, пашливо на лицето, не сме да се става на овој дел, тоа е опасна зона. Ја питавте за цена.
cena kompletan tretman je 300 evri. Meni, jak je zboram u evri, da mi nekako bude za mene prihvatljivo. Ista cena ta je i na tretovanje so fileri. Zgolemovanje te na dojkite je od 3000 do 3,5 evri. Facelifting je okolo 3000 evri. Nos je okolo 1600 do 2000 evri. Ušite se nekdo oko 800-900 evri. Imate ušte koje pitanje? Ajde, povedate. Ja imam dve prašanje. Мова. U prezentacijата ние спомнавте улогата на психолози. Ја верувам дека ви имате психолози во тимовите, споделува на документарци. Така. Во Америка Да. доаѓаат пациенти, сакам вака, да има неколку третмани со психолози, али на вистина тоа би ја задоволила личноста, тоа е едниот дел. А второто прашање Да. Јако борам со килажата цел живот, ја имам осцилации 20 кила надолу, го знам овој момент со кожата што виси. Сега ми е прашањето. Кога сум во фазата долу 20 кила, ако направам операција, кожата не би да се отстрани, како елегантно во живот. После ако ќе почнам пак да си јавам уште 20 кила, што се случува тогаш? Dobro. Na ovo prvото prašanje mi je polesno da odgovoram, ali ovo vtorото не е teško. Ja sam imao jedno predavanje pred nekoliko godini na jedan međunarodni kongres za odabir na pacijentu za estetska operacija i tamo spomnuo dva momenta, a to je konsultacija so psihijatar, ako zato estetski hirurg najde potreba. Važno je da se kaže deka između estetski od hirurg i pacijentkata postoji pari koji su interesni i za doktorot i za pacijenta. Pacijent od svega očekuje za svoje pari zadovoljstvo, a hirurg za svoj trud i znanje da naplati. Međutim, kaj ličnosti koji se nerealni u svojite očekivanja, podobro je da se zahvalite na takav pacijent i da se ne napravi, nego da se vlegne u polovina rizika čekati komplikacije i nezadovoljstva. Ušte jedna stvar ima što se to ne suva. Ja sam imam jedna pacijentka koja dojde kod mene za ovo što neko spomnu na podbrdok. Ona je bila na lečenje pored depresivna faza u svoj život i pri kraju na izlikuvanje to doktor od psihijatar je rekao, ajde сега ostvariti si nekoja želba što imate. I ona je rekla, doktore, ja bi sakal ove vrata, mislim, sredi. I taj kolega je dal moja ta adresa, tako ona dojde ka mene. Demek, to je ta uloga na psihijatar od koji ili dođe od strana pacijent dođe od psihijatara, ili estetski od hirurga isprake pacijent od kaj psihijatar. I ušte nešto, ja se često savjetujem, a to je u Amerika, kad postoje poviše sekti, da napravят konzultacija so verski od vođa. So nini od verski poglavari ili vođa, da se izrazim. I ako imate nekoj dilemi da gi razrešat, pred da se pristupi so estetska operacija. Doktore, тоа го кажа толку ради Америка. Да. Значи, во Лос Анџелес, господи на 60 години сакаат да изгледаат како 40, да не одам подолу. Така. Како тоа тие психолози во клиниките, пошто таму по секој поголем пол имаат пластични. Да. Значи, она дојде на кино и прави вештачка насмртка. Значи, Да. која е улогата во американското општество? Gledajte, u Amerika više ima sudsko-medicinsko značenje ta konzultacija sa psihijatar. Zato što ako pacijent tuži estetski od hirurg da ne je zadovoljen, a nema u istorijata na bolesta da je on bil kao psihijatar, onda je kriv estetski od hirurg. Ako on ima bilo kakav dokument napred deka je ta osoba napravila konzultacije sa psihijatarom, onda on ne je kriv, pa ne znam kako da je loš rezultat. Dakle, Amerika je nešto drugo. U Evropa se drugačiji standard. Ono što vi rekao na ovo vtoroto vaše pitanje, ja moram da bitam i moralen, i profesionalen, i na vas tako isto da vi odgovoram. Kao što rekao, liposukcijata je kod strani masnuto tkivo i na tije mesta